студиото, господин Гаши, почитувани и сакани пратенички, почитувана заменик министерке, почитувани гостинки, борки за женските права, почитувани екселенции. Јас нема денеска многу да должам, но најпрво да ви го честитам денот на учителите и на учителките. Прекрасен ден, не случајно во предвечерието на 8 март. Нема да должам, но би сакала да кажам, бидејќи гледам многу празни места, дека секогаш собранието сум го доживувала како Вирџинија Вулф, како собствена политичка соба. Не откажувајте се од неа. Тука водете ги битките. Тука праќајте ги пораките. Она што никогаш во животот нема да го забораваме, дека сум била дел од собраниски состав со 51 жена. Би сакала овој број да се надмине на следните избори, ама се намали на 47. Мислам дека тоа не е женска суета, ниту егоцентризам, туку порака да не се откажуваме од многу ум, знаење, енергија, креација, убавина. Особено во ера на криза, мислам, еден поет, добитник на Струшките вечери, наградата на Струшките вечери на поезијата, Жан-Пиер Симеон, рече дека поетите ќе го спасат и поезијата светот. Јас велам, жените се поезија среде драмата, среде трагедијата светска и цврсто верувам дека жените ќе го сватат, ќе го спасат светот. Нема да должам многу, на почетокот многу работи сум кажала, ама за мене политиката беше и останува диалог. Уметност на можното, реалистички оптимизам втемелен на идеализам, на вредности и на принципи, на Кантовиот императив дека човекот е цел, а никако не средство. Јас трајно и цврсто верувам дека во животот, приватниот, професионалниот, политичкиот и општествениот, не постојат ненадминливи бариери за човекот, а особено не за жената. Ние жените, ем сме чувствителни, ем сме силни суштества, дури и подолго живееме од мажите, во просек не случајно. Силата ни извира од мајчинската улога, од интуицијата, од емотивната интелигенција, од емпатијата, од алтруизмот, од неуморноста, од постојаноста, од посветеноста, од храброста и од миролюбивоста. Јас верувам дека во овој вознемирен или немирен свет, како непристојно место за живење, повторувам, во жените е спасот. Не само за Балканот, за светот и за човештвото. Стоички се борат жените за обстанокот на семејството и домот, но и на планетата, и на природата, и на заедницава. Денешната жена, јас ја викам со време на Петкана, а не Петко, која мора да го критикува мажот Робинсон Крусо, кога не ја гледа или не сака да ја види грдата реалност, кога ужива во неконтролираната моќ, наместо во љубовта, одговорноста и добродетелството, кога не признава дека мачо светот западнал во тешка лидерска криза, кога глуми дека не слуша воинствени повици или нема слух за добронамерните женски мировни совети. Жените се уште им пркосат на предрасудите, на стереотипите, на патриархалните фрустрации, во недостиг на многу емансипирани мажи. Ние, јас велам, сме од родот на Венера и не смееме да молчиме пред Марс и пред марсовците.
Мора да укажеме дека не цветаат јаблани и круши, туку дека цвета воената индустрија, а уште неразцветани венеат хуманоста, честа и вредните животи. Денеска никој не е невин во ова време невреме. Виновни се воините, ама и наблюдувачите. Не само не луѓето, туку и луѓето кога гледаат што не е за гледање и молчат за нешта што не смеат да се премолчат. Ние жените, повторувам, полека, но сигурно се качуваме по човечките врвици. Ги освојуваме еден по друг врвовите, вклучувајќи ги и политичките. Го подпираме и крепиме општеството. Се уште градиме мостови, одгледуваме семејни и образовни градини, лекуваме со знаење, со љубов и разбирање. Најчесто даваме бесплатни совети, раѓаме и растеме мир, патиме за други, охрабруваме, смируваме, помируваме, превземаме туѓа одговорност, сочувствуваме со познати и непознати, веруваме во правда и морал, романтичарки и оптимистки сме, оти животворни суштества, со хумана мисија сме. Само нешто што најмногу ме боли и сакам годинава посебно да го потенцирам. Би го насловила тоа мојата порака дека време кога владее Марс, а Венера е жртва. Сакам да осветлам едно прашање што подолго време фрла сенка на многу животи. Родово базираното насилство. Се работи за мене за злосторство што не познава граници, надминува култури, го релативизира социоекономскиот статус и бара обединета акција. Не само нашата и тука, не само на власта, на органите на власта, не само во регионот, туку и пошироко. Кружи баукот на една потресна статистика од која се срамам. 1 од 3 жени во светот доживува физичко или сексуално насилство во текот на животот. Ако е проблемот планетарен, тогаш мора планетарно да се решава. Зборуваме за постојни конфликти, за растечки конфликти, за длабока криза, за предвоено, воено и повоено време. Знаеме дека во време на војна ризикот по женскиот род се удвојува, зашто жените и девојчињата дури се инструментализираат за воени потреби. Тоа ме боли. Верувам дека дигиталните платформи се трансформативни, ама не смееме да криеме и премолчуваме дека тие се и плодна почва за онлайн насилство, за онлайн злоупотреба, за тешко вознемирување и за тешка експлоатација. Колку јавни соби, колешки и колеги треба да ни се случат за да реагираме. Да не забораваме, не се работи за бројки и статистики, се работи за живот, за животни приказни. Тие не треба да се промовираат, да се продаваат, да се дозволуваат, да се читаат, да се шират и да се пропагираат. Се работи за трагични приказни на несрекни луѓе, за личности на кои им е одземена безбедноста, мирот, достоинството и слободата. Тие не подсетуваат на мисијата на секој човек, на секоја власт, на секоја држава, на секој парламент, на меѓународните организации, кои, ако не ја вршат, ако не ја вршиме функцијата заради која постоиме, ја губиме смислата на постоењето. Има Обединети нации, има Совет на Европа, има Европска унија, има Меѓународен кривичен суд, има суд во Страсбург за човекови права, има суд во Хаг. Ама какви се тие судови чии пресуди не се почитуваат и спроведуваат? На збунетото и конфузно човештво
му треба свет во кој што нема да се толерира насилството врз младите жени и девојки, но и насилството врз било кој човек. За да го постигнеме ова, треба да отвараме мировни фронтови на сите страни, ама најпрво овде, меѓу пратениците и пратеничките, меѓу различните партии, меѓу луѓето. Треба да зборуваме, да убедуваме, наместо да се расправаме, навредуваме, караме и повредуваме. Имаме законодавство, но треба да го зајакнеме, да ги затвориме правните празнини, да го спроведуваме и да ја мониторираме имплементацијата. Не е доволно да се фалиме дека сме предвиделе кривично дело фемицид. Кога јавните обвинители покренуваат обвинение за друго полесно дело, а судиите ја бираат најлесната казна. Треба да ја прецизираме одговорноста на сторителите, да не посегаме по преквалификација. На тепаните, на злоставуваните, на повредените и преживеаните жени не им треба само нашата емпатија, им треба нашата духовна и социјална подршка за солниште, бесплатна правна помош, подршка да си го изградат животот што без нивна волја бил урнат. Најважното во битката со насилството за мене се едукацијата и превенцијата, а не лекувањето на последиците. Подсетувам, Обединетите нации никнаа како антивоен и антиколонијален проект. 80 години потоа се случува војна. Дури никој не ги ни споменува нивните мировни мисии и сили, кои ќе бидат потребни и во Украина, и на другите фронтови. Почитувани, Европската унија се роди како европска заедница за да стави крај на 100-годишните војни на европските народи и тие да живеат во траен мир и благосостојба. Се случува војна на европско тло. Мора да промовираме и учиме на ненасилство од рана возраст. Мора гандиевски да пристапуваме кон проблемите. Мора да ги ангажираме сите на кои се однесува проблемот, да создаваме сојузништва наместо ривалства, ама и да ги санкционираме оние кои напаѓаат други држави и повредуваат и убиваат други луѓе. Најстрашно е кога прашањето за семејното насилство и насилството врз жените и девојките го третираме како женско прашање, а не како најважен општествен проблем. Насилникот не гледа жив субјект, туку објект, некога жена или девојка, друг пат некое животно, трет пат шума, четврти пат малцинство или народ. До зидот на срамот сме. Никој не е невин, кој со чинење, кој со гледање. Да си замислиме, ама и да работиме на иднина во која ниту едно дете нема да расте како сведок на насилство во домот, ниту една жена нема да живее во страв дека се движи сама и дека и прети насилство, ниту еден преживеа нема да се чувствува замолчен, а уште помалку засрамен заради тоа што ја споделил приказната и затоа што рекол дека ова што мене ми се случи, не сакам никому да се случи. Мислам дека имаме должност да се движиме кон свет ослободен од насилство по било кој основ. Може би е ова амбициозно, но некогаш и тоа што нам не изгледа неможно, може да се оствари, ако сме храбри, ако сочувствуваме, ако ги споделуваме убедувањата, но и ако делуваме секогаш кога треба. Завршувам. Да се обидеме, да ги слушнеме и разбереме жртвите на насилството, да го чуеме нивниот глас, да одговориме погласно, да не ја забораваме и да не ја толерираме грдата реалност. Верувам дека ова ќе допре до секој поединец овде во ова собрание. Ама и пошироко, сигурна сум дека мора да ја свртиме плимата против насилството. Јас не би седела овде,
не би дошла овде и не би зборувала пред вас, ако не верувам во свет во кој секој ќе може да живее ослободен од страв, со надеж, како што пееше Џон Ленон пред да биде убиен по Централ паркот, речиси пред својот дом. Замислете си дека сте парламентарни во вашиот парламентарен дом. Тогаш сите ќе бидете овде. Благодарам.